Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во уште едно ново издание на Гласот на народот. Го реализираме како што са Европскиот Ерусалим, токму во предвечерието на големиот македонски празник, празник на македонската историја која е силно вклесана со златни букви и златни бројки, да речам. Пред се бројки кои ја означуваат 107 годишнината од Илинденската епопеја, 66 години од Асном и 2348 години од славната битка на Херонеа. Почитувани, ова емисија, како што ветив, ја реализирам со поддршка ваша, со секојаш велам со Божји благослов, од единствена цел и причина, бидејќи токму во овој град се случуваат историски настани. Настани кои навистина некоја знаат да не создадат и силни и погорди, од кога и да е, но некојаш да речам и малку разочарани. Не би сакал вечерва да зборам за разочарувањата, ќе зборам за она што е фактичката ситуација, дека доколку сме единствени, доколку сме силни и дека сме едно тело, тогаш навистина нема простор за разочарување. Токму во Европскиот Ерусалим Охрид, како што реков, ја одржувам вечерашната прва телевизиска конференција, која е во функција на нашето име, идентитет, гордост и достоинство. Првата телевизиска конференција ќе се реализира токму новија простори, каде што стартува Гласот на народот пред 9 години, како што бевме ја замислиле, не можеме вечерва тоа да го сториме, но тоа не значи дека нема да ја реализираме. Реализираме повторно со нашите соговорници, кои представуваат авторитет, респект на политичката сцена во светот. Се надам дека ќе најдам на разбирање. Првата телевизиска конференција, која следат телевизиските станици, матичната, независната телевизија Охрид, НТВ, телевизија Сонце, 4 радиостаници во Австралија. Јас ги поздравам сите наши гледачи кои не следаат преку интернет телевизиите, значи ни сите 6 континенти. Задоволство ми почитувани што вие од Европскиот Ерусалим со вашето учество, со вашите прашања, вашите коментари, кои ќе можете да ги поставувате, да ги поставите преку ваши прашања на телефонските броеви, кои ќе бидат регистрирани за секоја секунда на нашиот монитор, а исто така очекувам ваши имејл пораки на наша имејл адреса и таа ќе ја имате, ја ќе ве спомнам, vigor@st@majmunche.com. Значи, првата конференција ја реализираме на англиски јазик. Се надам дека ќе наидам на разбирање. Да му посакам добро вечер и добро дојде на професор Нестор Огинар, со кого ќе ја започнам конференцијата и секако ќе го представам како председавач на ова прва меѓународна телевизиска конференција. Благодарам што дојдовте и добро дојдовте, професоре. Добро вечер, добро ве најдов. И ете и јас од древниот Охрид, од она што вие и самите го нарекавте нашиот македонски Јерусалим, би сакал на нашата македонска публика, македонците во оваа држава, и македонците во сите окружувања тука, и посебно на македонците во диаспората, да им го честитам Илинден 66 години, господине Томиќ, од Асном, тоа е Илинден, 107 години од Илинденското востание, славен Илинден и назад во антиката 2348 години од победата на Филип II Македонецот и битката каде Херонеа. За сите оние кои што имаат вкус за едната или другата или третата комбинација, сите оние македонци кои што за жал негираат една или друга, јас им велам, одберете си ја. Затоа што Илинден не е само историски датум. Илинден е и символ на македонскиот непокор. Илинден е исто така еден централен мит на македонската лична борба да обстои, да остане свој на своето. И еве, ние и денес ја водиме таа борба, затоа што јас, како што реков преди некој ден во Нова Македонија во мојот напис, светам дека македонскиот народ е тој митски Прометеј, кој што го украде огненот од Олимп и го донесе на народот, за да биде потоа мачен и распнат, јас велам на полуостровото наречено Мореја, односно она држава во која што ние се наоѓаме сега. Но ние ќе обстоиме, господине Томиќ, и сега не било и ќе не биде немодно време кога не сме биле.
ниту ќе има време кога нема да биде. Секако. Дозволете само уште еднаш да се заблагодарам на професионалната компанија за превод, која летра Скопје, која вечерва ќе биде со нас, предводена од првиот човек Нина Шутарева. Ја и се заблагодарувам јавно, бидејќи таа ќе биде мојата десна рака и по кој пат и секако благодарност до АТГ Скопје. Јас сум ја замолил режијата доколку е во можност од технички аспект рекламите да ги повторно емитува и да го вклучиме нашиот видеомост со светот. Очекувате, верувам дека ќе ве 100% оставам без диви ова вечер и ова прекрасно летно, да речем, августовско предвечери или вечери, да речем, каде што ќе ги оставите сите други обрски, ќе бидете на нашата фреквенција. Одиме со рекламите, се враќаме повторно во студијата. Останете со нас. Почитувани, како што реков, значи ја отвараме првата телевизиска меѓународна конференција, чиј наслов е нашето име, идентитет, гордост и достоинство, што би се превело на англиски Macedonia, our name, our identity, our pride and dignity. First of all, I am ready to say that we are very big privileged to join with my first guest and very good friend, if I can say, but in another case, the first politicians in the Europe who represent United Europe Union, also the international community about the issue of the name between Greece and Macedonia. Politicians who have very big knowledge about Macedonia history, in general Macedonian dispute. When I say dispute, I mean the differences about Article 5 of Interim Accord. His Excellency Ambassador Robin O'Neill. Good evening, Ambassador. Мислам на спорот со член 5 од It's very big challenge to invite you of now our first international television conference. Голем предизвик што ве поканивме тука на нашата прва меѓународна телевизиска конференција. Ви благодарам и за мене е привилегија што учествувам тука. И како што знам, ова многу ми е драго што ова програма се емитува од Охрид. Also, please give me a chance to introduce our guest, our professor Nestor Ogina, нашиот втор гостин, who come професорот from directly Нестор from New Огина, York in the кој Ohrid. што дојде директно од Нью Йорк. I'm carried to say he will our chairman for the first conference in Можам да кажам дека тој ќе Ohrid. биде нашиот председавач на оваа прва Ogina, конференција welcome во and please Охрид. and challenge to Добро present дојдовте, you господине to start with Огинар, this conference. и ве молам започнете ја оваа конференција. Амбасадоре О'Нил, добро дојдовте во нашата програма и добро дојдовте во Македонија. Дозволете ми да кажам дека лично, како некој кој што целиот свој живот го поминал во странство, навистина сум многу задоволен што можам да ве поздравам од Охрид, овој убав град, и се надевам дека ќе можете да не посетите во многу брзо време. И не само вие, туку и целото ваше семејство. За и помладите генерации да можат да се запознаат ова големо културно наследство кое што ние македонците го имаме. Добро дојдовте во нашата програма. Сакам да кажам дека има навистина голема потреба за гласови како вашиот. Дипломати кои што во минатите неколку децении го покажаа својот авторитет на светската сцена. Јас лично сметам дека има недостаток на такви гласови во Македонија. И сите оние кои што се решаваат со својот глас да учествуваат и да дискутираат за нашиот проблем, се многу добре дојдени кај нас. Ако ја следите ситуацијата во изминативе 20 години, ние во македонците во Македонија сме фрустрирани, сме понижени и посебно од оние од нашите соседи во југот, односно
Грција. will И show навистина верувам дека конференции како ова ќе покажат дека ние имаме волја и сме extend the спремни hand of friendship, да ја подадеме but раката на also to пријателството, mention that we will do that но as a треба да sovereign го nation, споменам дека тоа ќе го a направиме nation that како has had суверена their own нација, past, their own како culture, нација која што their има own своја identity and собствена their own култура, свој собствен идентитет и интегритет. Can you add something, please, Ambassador? Дозволете ми да додадам нешто, амбасадоре. Се сеќавам многу добро во и се сеќавам на условите во кои Македонија ја доби својата независност. Во време на блокади и непријателство од соседите. И затоа како прво ќе кажам и дека јас навистина сум чудоневиден од прогресот кој што Македонија го направи. My question of this our conference is again directly. Моето прашање на оваа конференција е повторно директно. When I say advice, Последниот пат кога дадовте совет, а кога велам совет, им се обраќам на гледачите. to not accept some Значи proposal вашиот совет кон гледачите беше да Just не like прифаќаме предлог Republic Macedonia, Vardar or Skopje. како Република Македонија Вардар или Република Another Македонија case, Скопје. together we have the same stance that international community Значи have сметаме not дека instrument меѓународното таа заедница the ambassador that with this interim accord. направи грешка со привремената спогодба. Господине Онил, дозволете ми нешто да додадам на тоа што господинот Томич го кажа. Важно е да се каже дека вие бевте првиот дипломат кој што доброволно помагаше во решавањето на спорот со името помеѓу Македонија и Грција во рамките на Обединетите нации. Како што кажавте, господине, навистина е направен голем прогрес, но сепак во поглед на спорот со името има еден вид на прекин кој што мене ми изгледа речиси невозможно да се реши. И моето прашање кон вас како дипломат, нели е време сега мудро да размислиме за прв пат и да ги разгледаме премисите кои што ги ставивме во привремената спогодба до 95-та година, кои што би дозволиле да бидеме воведени и да можеме да влеземе во сите меѓународни институции под име кое што било договорено и ни било дадено во резолуцијата 817 од Обединетите нации. Кој што за нас сепак е несреќно име, но тоа е име поранешната Југословенска република Македонија. И дали во овој контекст Грција не го крши договорот на начин преку кој што ја блокира многу тврдоглаво Македонија во нејзиното зачленување во Европската унија и во Северноатлантската алијанса. Да, се согласувам. Грција не ги почитува условите од членот 5 на привремената спогодба. И ако смеам да понудам совет, тоа е Македонија да продолжи да бара целосно членство во НАТО и во Европската унија. И доколку е потребно, под името поранешна Југословенска република Македонија. Може би ќе се запрашате зошто го велам ова. Но го велам ова бидејќи е јасно дека ова име, поранешната Југословенска република Македонија, е само привремена референца, односно име. Ако се веќе се прифати името Република Македонија, ако сакате, прифатете го во Грција и во некои други меѓународни организации, каде што Грција може да биде обструктивен дел. Но
Моето мислење е дека ако Македонија прифати некое друго име, кое што не е Република Македонија, како на пример Република Македонија Вардар, ако Македонија би го прифати ова, Грција тогаш ќе произнесе ново барање. Таа ќе го користејќи го членот 5 од привремената спогодба, да се осигура поддршката од сите други членки во НАТО и во Европската Унија. Ако смеам, дозволете ми да дополнам и тоа за да ќе дополнам моите лични чувства и сум сигурен дека и 99% од македонскиот народ се на исто мислење, и тоа не само во македонскиот народ во Македонија, туку и во соседните земји каде што има големо малцинство на македонци. Нешто како големата штета која што беше направена во 1913 година, меѓутоа тоа е нешто за историјата. Меѓутоа, ако се вратиме повторно на членовите од договорот, нели е иронично е тоа што Грција и меѓународната заедница не го напретува јазикот, кој што многу јасно и недвосмислено кажува дека привременото име кој што е дадено на Македонија во резолуцијата 817 е само за користење во органите на Обединетите нации. И дека Грција е обврзана да не се меша, според членот 14, кој што веќе рековме, обврзана е да не се меша. И сега ви го поставам прашање за амбасадоре, кажете ми зошто меѓународната заедница го заборава овој документ и не го зема предвид, кој што е документ, договор кој што е подпишан не само од Македонија, туку и од многу висок представник во Обединетите нации. Дали ние како македонци треба да се плашиме од дека сме осудени поради некои мистериозни причини кои што не ги знаеме и не ги разбираме? Дали треба да се плашиме дека има и други дополнителни сили, освен нашиот грчки сосед, кои што не сакаат да видат земја Македонија да постои на балканската мапа и на нација која што се нарекува македонци. Постојат времиња кога навистина мислам дека сте во право, дека можеби има 1, 2 или 3 актери кои што би сакале да видат Македонија исчезната. Но мислам дека тоа нема да се случи. Светот генерално ја признава, го признава постоењето на Република Македонија. Колку што знам јас, повеќето од државите го користат името Република Македонија. Сепак спорот е негативен и е дипломатски, и тој мора да биде решен. Многу од моите меѓународни пријатели во Америка со кои што комуницирам во последниве неколку децени, не можат да сватат зошто не е можно помеѓу два народа, како што се македонците и грците, да се прифати реалноста, да прифата дека се од еден ист вид и да имаат свој живот на едно мало место кое што ние го нарекуваме Балкан. Тие не може да сватат дека во 21-виот век постои нација на која што е негирано есенцијалното право на самодетерминирање, а тоа не е само основата на западната демократија, туку тоа е едноставно основата на западната цивилизација. Се согласувам. Ако ги погледнете картите од 19-тиот век, тие ја покажуваат Македонија, која што
покрива дел од денешната Република Македонија и територија од Грција. И колку што разбирам, Република Македонија во рамките на Федеративната Република Југославија постоела уште пред Грција да ја нарече својата северна провинција Македонија. И тоа би требало да биде навистина едноставно држави да признаат дека и двете држави го користат тоа име. Бидејќи грците го користат тоа само за една провинција, а не за цела вкупната Република Грција. Би сакал само да го додадам следново. Мислам дека светот ја заборава неодамнешната историја. Има навистина многу малку се споменуваат условите на потпишување на Букурешткиот договор во 1913 година. Сите потогашни постоечки народи на Балканот ги проширува своите територии на сметка на македонскиот народ. И во рамките на етничките и историски граници на Македонија, морам да кажам дека доколку јас во овој контекст би имал порака да му ја кажам на грчкиот народ или пак на српскиот, албанскиот или бугарскиот народ, би кажал: слушнете го мојот глас од Македонија. Има само една Македонија, тоа е Република Македонија. Другите наши соседи се Бугарија, Србија, Албанија и Грција. Но во сите тие држави постои малцинство кој што се нарекува себе си македонци, кои што биле протерани во екзит. И сега е време за сите нас да го подигнеме нашиот глас и да ја повторно да ја ставиме Македонија на мапата каде што и припаѓа. Јас мислам дека во 21-виот век првото нешто што треба да се направи е да си обезбеди целосно признавање од страна на сите држави, потоа членство во Европската Унија, членство во НАТО, отстранување на ова вештачко име поранешна Југословенска република. Потребата, мислам дека е да се консолидира Република Македонија во незините сегашни граници. Видовме во минатите 20 на години кои се несреќни, го видовме распадот на Југославија и ги видовме потешкотиите кои што се појавуваат кога почнувате да менувате работи со сила. Затоа сметам дека првиот приоритет за Република Македонија е да обезбеди целосно меѓународна поддршка во незините сегашни рамки. Се согласувам со вас. Дозволете ми само накратко да подсетам на нешто. До 1988 година во Грција името Македонија беше забранет. Терминот, поимот Македонија беше табу. До тогаш не постоеше Македонија, ниту пак аеродром Македонија во Солун. Амбасадоре О'Нил, на една зборуваме за нешто по-слободно во оваа конференција. Дали ја познавате Ребека Вест? Најверојатно ја знаете книгата која што таа ја напиша.
A book which she wrote Таа after she книга visited ја the war напише between откако the two world wars. ја посети Македонија меѓу двете светски In војни, which, книгата со наслов Црно she's јагне сив сокол. Absolutely Оваа delighted. книга, таа е едноставно восхитена од And македонскиот in which народ. she reminds us И in во a great оваа книга, paragraph во еден многу something that I think our Greek одличен neighbors пасус, should hear не подсетува на and heed. нешто што мислам дека Where she нашите says that грчките Europe without соседи треба да Macedonia го чујат. А таа вели is like Европа a green fly без Македонија upon a rubbish heap. е како зелена That the мува на фиденка Europeans, триадафил. that the Europeans cannot understand Европјаните не може да сватат what they are and who they што are тие се и кои се тие, they go and освен observe ако не ги the надгледуваат artworks of the peasant women of селанките на Bitola, од Скопска Црна which Гора remind them и од Битола, of some ancient culture from the past. кои These што are подсетуваат на некоја paraphrase that I just античка mentioned to you. култура од And this минатото. book, by the way, has been Ова е една a парафраза necessary од reading незината for all книга the и presidents in the сметам United дека United States, beginning with е Truman. навистина And I hope that, задолжителна this лектира book за also is a reading за of all многу the политичари. British prime ministers. И Професор. сигурен сум дека ова е задолжителна лектира за многу британски премиери. Yes, you can answer, please. Ве молам одговорете. Yes, I hope that the British Prime Minister has a copy. Да, навистина се надевам дека британскиот премиер ја прочитал оваа книга. Ambassador of Macedonia in London. А ако не, јас ќе му порачам на амбасадорот на Македонија во Лондон Okay, да му препреди because our yes, Ambassador, also the question, Professor, you agree with me? If we address the question for Ambassador Robin O'Neill, I'm sure that he understand my question, or else you want to participate, please. Mr. Can I see Ambassador O'Neill? Амбасадоре О'Нил, Please, Professor. ви молам професоре. We have. Ambassador O'Neill. Амбасадоре О'Нил, господинот Кнаус беше исклучен за жал. За жал си уште не сме го постигнале нивото на технологија кој што би го сакале. Но и тоа ќе биде на првен мора да го решиме проблемот со Грција. Дозволите да кажам дека неодамна господинот Кнаус даде изјава во интервјуто со господин Томич, во која што кажа дека решението на проблемот на спорот со името е официјален став и е критериум за Македонија да може да влезе во Европската Унија. Прашањето кон него и воеднопатено до вас е следно. Дали Европската Унија ни се обраќа со еден единствен глас? Или дали ние слушаме многу повеќе гласови, еден вид на какофонија на гласови кои што доаѓаат од најразличните тела на Европската Унија. Еден глас од Европската Унија, еден од Советот и еден друг глас од Европскиот парламент. Бидејќи само пред 3 дена имаше, се постави прашањето за проширување на Европа. Тој комесар за проширување изјави дека меѓу проблемот помеѓу Македонија и Грција е едноставно и билатерален проблем. Што мислите? Што треба да следиме? Мислам дека треба да слушате многу внимателно што каже францускиот министер. Мислам дека исто така мора многу внимателно да ги слушате министерите за надворешни работи на многу други европски држави. Рече си сите влади од Европската Унија сака да ја види Република Македонија како членка на Европската Унија и тоа под името Република Македонија. Единствено Грција е единствена која што се противи ова.
Тоа е but it is билатерален one in проблем which Macedonia needs the help и of тоа е all проблем the во other кој member на countries Македонија и of the треба European помош од Union. сите други Yeah. земји And I членки hope на that Европската унија. Macedonia is Се working надевам actively дека to Македонија secure работи that тактички support. Yes, Тоа but обезбеди таа поддршка. we are puzzled by the Но навистина сме ambiguity збунети од of the approach that some of the countries двостраната на which have recognized пристрапи Macedonia на некои under our земји historic and national кои constitutional што name, ја Republic of признаваат Macedonia. Македонија под And by the way, as you know, уставното there are име. 128 Како што members of the United знаете, Nations има 128 and 4 out членки of на 5 members Обединетите of the Security нации Council. и But is it not членки во Советот за paradoxical, безбедност, ironically, I should но say, and иронично paradoxical as не well, ли е тоа that исто some of така и those countries парадоксно that recognize дека us in a некои од bilateral тие држави кои што не признале на билатерално ниво како Република Македонија, сега на некој начин се придржуваат и се на страната на оние кои што на некој начин ја поддржуваат Грција. Амбасадора Неодали има тука нешто скриено, а тоа дека Европа е уморна од проширувањето и проблемот помеѓу Македонија и Грција во однос на името е едноставно изговор за да се блокира за членувањето и пристапот на Македонија и на другите балкански држави кон Европската унија. Ова пристапување е толку многу потребно не само за мирот, туку и за стабилноста на овие простори. И јас би сакал нешто да дополнам за проширувањето на Европската унија. Ангела Меркел исто така прати една порака во овој контекст. Европската унија не се наоѓа во не е способна да ја прими нови држави од Западниот Балкан. Навистина Германија е една од државите кои што ја поддржуваат Македонија, но за мене е малку нелогично како да им се даде ваква порака на македонците, кога многу држави ја притискаат Македонија да го измени својот идентитет. И во исто време германската канцеларка кажува дека Европа во моментов не е во состојба да прифаќа нови земји членки. Како да го сватиме овој двоен стандард? Да, ова е двоен стандард и ова е дволичност. Може ли да кажам две работи? Првото, мислам дека сите членки на Европската унија, освен евентуално Грција, но мислам дека сите членки на Европската унија ја гледаат потребата да се примат сите држави од Балканот во Европската унија. Потешкотијата тука се појавува таа двостранност по повратно името кое што Македонија би требало да го користи. Грција го промовираше ова преку сите тие or no more Macedonia. Меѓутоа времето дојде Република Македонија да стави на знаење дека ќе го задржи своето име и нема да го измени своето име. И дека при тоа бара помош од своите пријатели. За да го постигне тоа. Сите членки на Европската унија и на НАТО и се пријатели на Македонија. Прогресот мора сега да се направи, за да се искористиме That is the message, Ambassador O'Neill, that
we want to send from this forum Тоа е tonight пораката here, која што ние from сакаме да ја Macedonia, пратиме од овој that форум. we as Macedonians, Тука вечерва, as а тоа е Macedonian дека people, ние, will not македонците, allow како македонски народ, anyone нема да дозволиме to change our никој name. да ни го We have измени been името. living on these territories Ние for живееме millennia, на and we shall оваа continue територија living. веќе со And what милениуми this may be и an ќе продолжиме exercise да of живееме. To И тоа us, што Грција it is има an каприц existential question. и што за неа е каприц, за нас е навистина есенцијално прашање за живот или смрт, кое што се гледа во делото Хамлет на Шекспир. А тоа не е само дали да се биде или не, туку и како да се биде. А тој одговор го црпиме од името и од нашиот идентитет, и без тоа ние сме ништо, нема да прифатиме ништо друго, освен тоа е пораката која што испраќаме и многу од нас сакаат да го покажат на нашата моментална влада, да бидат цврсти на својот став и да побараат помош од оние држави, од западните цивилизации, кои што постојат на основата на демократијата. Ambassador? Excellent. Yes, well, that is a very good message. Тоа е навистина многу добра порака, одлично е. Би дополнил само дека исто така е потребно да се користи членот 5 од привремената спогодба, да се продолжи со преговорите за целосно членство во Европската Унија и во НАТО. Преку привремената спогодба Грција правно гледано не може да не буде. Ambassador, I beg you be online. I switch you later because I expect from Амбасадоре, ве молам да some останете general на conclusions, Professor линија, Fabrini, бидејќи because ќе this ве is the вклучам first подоцна conference, повторно. conference about the name Ова е issue, нашата how I прва see конференција our за name, our identity, спорот our со pride and името our нашето dignity. And име I hope that и you can гордоста, prepare some conclusions. идентитетот. Because if I say Се надевам дека that ќе припремите заклучоци. when was the Ilinder that we have celebrated Во tomorrow, they 1903 also have година, some кога се manifest. случи We Илиндер, кој што want ние also денеска го to славиме, make tonight имаше и the same манифест. we can address to international community. И денес го And сакаме for да all поставиме еден Macedonians, таков because for манифест your кој што ќе information, може the Macedonian да го соопштиме diaspora, на which represent Mr. меѓународната Professor заедница Nestor и на from New York. македонската We have диаспора, after тоа што ја you, представува професор I will Нестор speak on Огинар the од president Нью of Йорк. Germany, Macedonian diaspora in German. Потоа ќе го Also, вклучиме I will председателот guide на the македонската photo of диаспора how to present од one Германија, letter, how to say to the German counselor, кој што исто така because they припреми reject all еден the вид на писмо pressure, кој што ќе го all the initiative what достави international на community made германската for канцеларка the Ангела presentation Меркел because Professor во однос Fabrini, на no притисоците кои се вршат во government, Македонија да no го authority измени have right уставното to име. change the constitution Како што because кажавте, не постои сила која што are може да very го clearly измени able нашето September уставно of plebiscite име. with, the Македонците referendum беа многу decided јасни about our на name, 8 the септември, name кога Republic преку of Macedonia. референдум се изјаснија за своето име. Say Амбасадоре, something to Ambassador извинете, O'Neill. дозволите ми да дополнам Амбасадор нешто. O'Нил. Амбасадор Нил, би сакал нешто да ви порачам. Јас сум свесен дека и вие се сеќавате на адмиралот Нелсон од француската армија на Наполеон Бонапарте. Гледате историјата, Британија и Франција беа непријатели, но сега се најдобри пријатели. Америка успеа да се издигне по револуцијата против Британија, а сега се најдобри сојузници. И јас навистина се надевам дека македонскиот народ и грчкиот народ нема да се повлечат овој пат, односно дека во иднина ќе гледаат на овој период и ќе сакаат да имаат и двете држави просперитет. in that, but I do not think that we need 200 years.
Се согласувам со тоа, но не верувам дека ни се потребни 200 години за да го постигнеме тоа. I will switch you for a few minutes again. Повторно because ќе we ве can уклучам continue за because неколку our conference, минути. We can switch on now the part of the Europe and we go in the Germany. Сега And се afterwards we вклучуваме come во back also in Германија, London when you can switch your life and I prepare, потоа I'm ќе sure ве that you вклучиме will повторно preparing во some conclusions студиото. of this И conference, Ambassador. така што ќе дадете Be заклучоци live, на I will оваа switch you for a few конференција. minutes. Ве молам останете на My мене director да will be вклучиме present повторно. the advertising and we go continue with our conference. For a few minutes we Сега can ќе come одиме. back again in studio. Stay in live. Yes, почитувани гледачи, како што реков, сепак емисијата за вас представува изненадување и за сите нас голема возбуда, со оглед дека ова е прва телевизиска конференција реализирана во Република Македонија овие 20 години. Како што гледате, имаме соговорници ексклузивни кои директно во емисијата Гласот на народот што ја реализираме заедно со професорот Нестор Огинар, кој и прочим председавач ова наша прва телевизиска конференција, која ќе прерасне во еден континуитет. Очекуваме таа да наскоро повторно се одржи според оној мој таа агенда и тој план како што ја планирам. Се надам дека наскоро ќе бидете информирани токму преку проектот Гласот на народот. Еве, дозволете ми, како што реков, да најдам на разбирање од ваша страна, што конференцијата водиме на англиски јазик. Тоа ми дава за право да ве замолам за разбирање и нашиот преведувач Нина Шутарева, која еве ја професионално ја води ова конференција. Задоволство ми е да го поздравам професорот Аристотелис Цампарис, професорот на Атинскиот универзитет Пиреа. Professor, good evening and welcome again in our program Voice of the People, which we realized tonight in the Ohrid, or European Jerusalem. With me also is Professor Nestor Oginar, directly from New York. Where are you from now again? And first of all, welcome in our show. Good evening to you too. I'm encouraged to say, first of all, to introduce Professor Nestor Oginar. Professor? Ви го представам Good професорот evening, Нестор Professor Огинар. Цампарис. Професор, добро вечер, професорот Сампарис. Now, Добро welcome вечер и to на вас, Macedonia. професор. Добро And I дојдовте find во it Македонија. quite interesting, I should И мислам say, дека навистина е интересно, somewhat perhaps ironic. може би малку I иронично, speak to you што би се обраќам на My Greek на neighbor вас, на мојот from грчки Macedonia, but you're in New сосед. York, the place, Од the city Македонија. where I've spent most of my lifetime. I think that both you and I can now Мислам дека и communicate in this lingua ние franca, и вие и ние language. ќе можеме да We should комуницираме на овој I hope you јазик, live in на the англискиот United States of јазик. America. И And I како што think знаме, because вие of сте that, во perhaps we can Америка find и a мислам common дека ground for може би expressing ќе freely најдеме from this заедничка forum основа I will say да се opposing views yet изразиме coming to и да ги изразиме вие спротивставени погледи that и сепак we can да постигнеме separate as разбирање friends, as neighbors, дека како as human пријатели, beings, како as соседи, intellectuals, како интелектуалци, share како common човечки values, and in some суштества, ways I would да ги say делат заедничките common вредности и Would you agree во with me on некој that? до некој степен кој As a што го chair for дела our conference. едно заедничко минато. Дали би се согласиле со мене? Јас сметам дека секогаш е многу интересно кога академици кои што сака да најдат заеднички јазик базиран на објективни аргументи, а не на некоја политичка идеја. Сметам дека тоа е секогаш позитивно. Мислам дека ако се најде заедничка јазик и да се продолжи I напред, absolutely agree да се with you, постигне and прогрес, that ќе may биде најдоброто work нешто in за our овие conversation, but I две think Mr. држави. Tomic wants to ask you something, Јас and се then I will согласувам join со in. вас. Мислам дека Professor, господинот Томаш сега ќе ви you are постави in прашање. America again. Професоре, Directly any time when I ask you, you are very soon, you are a citizen of America, you are applying Вие for сте national of America, or you have граѓанин some во Америка, special повторно mission, се how to say, во Америка или пак possible or имате impossible некоја mission, посебна if I can мисија, say it is like мисија the возможна или documentary невозможна, ако сме вака шеговито да се изразам, one movie, but however, кој што беше насловот нели на еден филм, но повторно прашањето дали сте во некоја тајна дипломатија во Америка. I'm here on personal business,
no mission, no. Тука сум по лична работа и не сум на никаква мисија. As a tourist. Тука сум како турист. But for a very short time, very soon. Okay, directly, you know that I'm curious to ask to address directly questions. Знаете дека секогаш We are поставувам expecting something. директни прашања. Also, you addressed the last time. Меѓутоа, вие последниот пат кажавте дека ова лето ќе биде навистина топло поради предлозите кои што ќе се даваат. Македонците не прифаќаат некои предлози, односно предлозите кои што велат да го измениме нашето име. Професоре, дали имате нешто да додадете на ова ексклузивно и на интервју, односно на првата телевизиска конференција со наслов Македонија, нашето име, нашиот идентитет, нашата гордост и достоинство? Дали им би кажале нешто што веќе не го знаеме? Пред да одговорите, би сакал јас нешто да додадам. Дозволете ми да кажеме дека есенцијалната порака која што јас и ние како македонците би сакале да му испратиме на светот и посебно на луѓето во Америка, односно мојата втората тковина, вие како интелектуалец сметам дека треба да го прифатите моето постоење како македонец во земја која што се нарекува Македонија. Без разлика на нашето минуто и на нашата историја, се надевам дека ние ќе комуницираме вечер и се надевам дека некогаш ќе се сретнеме во Њујорк и ќе разговараме во стил на Аристотел, каде што ќе можеме да ги споделиме нашите разлики, меѓутоа и нашиот заеднички јазик и сваќањето за тоа кои сме. Малку слушам ехо, но што ќе го кажеме дека постои еден прозорец со можност кој се отвора сега. Извинете, кој би го затворил тој прозорец? И кога би го затворил тој прозорец? Да го искористиме прозорецот како метафора. Кој би го затворил прозорецот и зошто? Тоа е навистина добро прашање. Дозволете ми да објаснам дека не сум официјален представник, зборувам лично. Мислам дека прозорецот би бил затворен заради објективен политички развој во двете држави, односно во моментов имаме две моќни држави кои што може да донесат одлуки. Мислам дека ова понатаму во иднина не би било веќе возможно. Мислам дека сега е најдобрата можност да се постигне договор. Професорот Цампарис, се согласувам со вашата премиса дека постои можност. Но мора да кажам дека не се согласувам со времената рамка. Односно, со периодот кога тој прозорец ќе се затвори. Дајте ми вашата визија за тој прозорец ако тој е отворен, а потоа јас ќе ви ја дадам мојата визија за тој прозорец. Има мало ехо, ве молам повторете. Ќе се парафразирам. Се согласувам дека постои прозорец со можност, но не се согласувам дека постои времена рамка во која мора да се постигне решение. Моето прашање до вас е, ако тој прозорец остане отворен поради некој чудо, каква е вашата визија? Што гледате погледнете надвор од тој прозорец? А и ако ми ја кажете вашата визија, ќе ве кажем ја смати. Прво,
мора да се каже дека овој спор трае веќе 18 години. Мислам дека е крајно време да се реши. Многу луѓе од меѓународната заедница се навистина се уморуваат, а веќе им е издодерно од овој проблем. But I don't think that would be positive. And now comes, I think, the real crux of the issue. И сега конкретното прашање. Во моментов имаме многу специфична ситуација во која регионалната стабилност и добрососедските односи не само на овие држави, туку на целиот регион. Мора целиот регион на Западниот Балкан да го придвижат кон сигурна интеграција во НАТО. Сега, моето мислење е дека треба времето додено да се реши еден од проблемите кои што има регионот, тоа е спорот со името. Ако тој не се реши, тоа нема да биде добро за стабилноста, нема да биде добро за добрососедските односи. Ќе има повеќе нестабилност, ќе има уште повеќе малцинства кои што ќе стануваат нервозни. Мислам дека е време да се оди напред, да се фокусираме на градење на демократија и на силна економија. Се согласувам со вас. Слушате сега моето мислење. Иако јас не се согласувам со ургентноста да се реши ова до ноември или до некој друг многу близок датум, така не се согласувам дека ако тоа прашање не се реши, веднаш ќе биде до нестабилност на Балкан. Сега би се вратиле на некои од документите кои што мојата држава и мојата влада ги подпишале со вашиот народ и вашата влада во поизминатите 18 години. Кога ќе погледнеме од тој прозорец и кажеме дека можеме да го решиме овој проблем со тоа што ќе се навратиме на документите, односно конкретно на привремената спогодба од 1995 година и го погледнеме членот 11 во кој што се вели дека односно се вратиме на членот 4 од повелбата на Обединетите нации, параграф 2, и ако видиме што се случило од тогаш, ќе сватиме дека Македонија не смее да биде блокирана од Грција при нејзиниот обид да влезе во сите меѓународни организации кои што тоа избират да членува, вклучувајќи ги НАТО и Европската унија, и тоа врз основа на одредбите од овој документ кој што е подпишан и од Македонија и од Грција. Зошто тогаш се блокира? Мислам дека се земени в предвид уште неколку документи. Прво имаме држава која тропа на вратата на Европската унија. Мора да видиме многу децидни тоа што Европската унија го бара од оваа држава. Повторете ме. Не ве слушнав, ве молам повторете. Кога имате земја која сака да пристапи во Европската унија, таа држава мора да го земе предвид тоа што Европската унија го сака од неа. Во 2009 година Европската унија каже дека одржувањето на добрососедските односи преку преговори во однос на спорот со името е есенцијално. Дали велите дека тој документ кој што го парафразиравте, документот кој што го парафразиравте од Европската унија има поголемо значење и поважен од документот од Обединетите нации, дека ова не го разбирам, не се согласувам со вас. И ова што го имаме тука е дека овие два документи кои што се содржани во привремената спогодба и содржината, односно содржината на
Повелбата на Обединетите нации. I'll tell you exactly what I think that they do. I think there are two Ќе ви кажам точно што мислам. First of all, any decision by the European Council, Било која одлука на Европскиот совет, any other document, that's a fact. тоа е факт, таа е поважно. That when Од you're било dealing кој with друг international документ. relations, Ако one can adopt a very legalistic approach, работите и се движите во меѓународното право, може да имате еден многу правен пристап или може да имате прагматичен пристап, what international law says. се разбира во согласие со меѓународното право. Right now, Тоа што е важно е во овој момент. if you look at the European Union, Ако ја погледнете Европската унија и одлуката на Европскиот совет, what all these institutions are saying, и сите овие институции едногласно велат дека reach a settlement on the name dispute. постигнете договор во однос на споразумите. Преговарате со Грција. Сега вие видите во повелбата стои ова, во овој документ стои ова, и тоа е во ред, меѓутоа во реалноста, во вистинските меѓународни билатерални односи, Sure, but Professor Samparas, in real life, do you hear me? In real life, there is a rule of law, во реалноста and there are постои documents by which we have to правото. adhere. И Like you има said to документи me кои in што your мора да ги statement, почитуваме. Дали во вашата изјава ми велите the дека European Union Европската members 27, унија of и which there are all членките на Европската унија members of the 27, United Nations, од кои што сите of се which членки во 128 Обединетите нации, have recognized my од кои country што under her and 128 constitutional name, членки на of which Обединетите нации ја признаа мојата држава под нејзиното уставно име, вклучувајќи и членки од Советот на безбедност. Дали вие сами велите дека тие користат двоен стандард во пристапот на овој проблем? Не верувам. No double standard. I think that Нема двоен стандард. is in order, actually. It makes a lot of sense. What they're saying is Тоа што ти го велате, reach a settlement because this has been going on for too long. постигнете спогодба. Ова се влече веќе долго време. The Euro-Atlantic process. And I don't think that all the countries of the European Union or the countries of NATO are actually violating the United Не States, верувам the дека United сите Nations држави во Charter. Европската унија и сите членки на НАТО ја го прекршуваат повелбата на Обединетите нации. Јас не се согласувам вас, јас мислам дека тоа го прават и тоа ќе And го let видите. me say to you Дозволете ми да ви кажам, the following. Let me ask you this, Professor Samparis. Дозволете ми да ме прашам следново, професоре Цампарис. Малку да ја прошириме I темата. see Јас гледам. not the solution of the problem, because there is no problem for us as И да не nationalists. гледам решение на Apparently, there's a проблемот, problem on the бидејќи Greek ние side, немаме проблем со името which is the issue македонци. of the Очигледно вие existence to имате the north проблем, односно of грците the имаат проблем. Macedonian nation and the Macedonian country. На со македонската нација, со Your country македонската has been држава. 20 years and more, I should say, Затоа that повеќе we од change 20 our name, години ставот е дека ние ваше transform става дека our ние identity, треба да го смениме нашиот accept име, да го трансформираме a нашиот nomination идентитет or a denomination which is и да given us by прифатиме именување Greece or кое someone што else, ќе ни го даде and then Грција или некој друг и go into потоа oblivion. да Well, it отидеме cannot во be, заборав. because we have Не може да existed биде. Бидејќи in ние these сме постоеле peace for a long time, на овие простори as long as the многу Greeks, долго I would say perhaps even време. longer. And I don't speak Исто to you now as a во nationalist. и грците, а I може би speak to you подолго. as somebody who knows my country's history and Зборувам knows како your country's во history. некој кој што ја познава What is the историјата на problem мојата with you држава, and your воедно country и and your people, историјата на Professor вашата Samparis? држава. Кој е проблемот кој што вашата држава и вашиот народ има проблем тоа да препознате фактот што јас сум македонец. Јас немам никаков проблем со вашиот идентитет, односно дека сте грк. Исто така немам проблем дека вие сте и грк и македонец со вашиот идентитет. Навистина немам никаков проблем со тоа. Меѓутоа, ве молам, не се мешате во мојот идентитет и во моето свето право, кој што јас како македонец го имам, да се нарекувам себе си, како што се нарекувале моите предци и како што избирам да се нарекувам. A few things. I just like your little speech. One is that, well, three things actually. One is Сакам that три работи да кажам. there Првата, also, and I count myself as one of them. There's also the Greek Macedonian identity. треба дека I'm sorry, постои what identity?
Let me finish. Yeah, sure, go ahead. The second thing is that in terms of countries, every country has the sovereign right to recognize or not recognize another state. Секоја држава го има правото, сувереното право да ја призна или да не ја призна некоја држава. Instead of doing a little, rhetorical thing, sacred, Меѓутоа, наместо да правиме некои реторички изјави како свето и наше, да зборуваме малку по-конкретно. Unfortunately, there's a mismatch between the two countries. За жал има едно You have a very nationalist administration. мишање Gruevski. Which one? You mean like your part? Let me say what I Gruevski. think. I think that Мислам if you дека look at what is happening right now, ако гледате што се случува сега, and Vemaro is one of the more Gruevski. nationalist parties in the Western Balkans. Why are they по-националистичките влади на Балканот. Why? Кажете ми, професор Самар, зашто се You националистички? probably listened to it. If you read his speech for the 20th anniversary of Ако Vemaro, го прочитавте неговиот говор за 20 годишнината од Вемаро, под преименување на стадиони и поставување на огромни статуи, што е тука националистичко, професорот Сампарис? Дозволите ми да довршам. Тоа е мојата позиција. Дозволете ми да кажем дека мислам дека сите овие дела на вашата влада е многу по-националистичка. Дозволите ми да уште еднаш да кажам дека не сум никакво поврзан со владата во Атина. Значи, од една страна имаме влада која што е многу националистичка. Помеѓу двете влади Груевски е по-екстремниот националист. Не насилен, меѓутоа сепак екстремен националист. Прашањето е како ќе постигнат овие две влади кои што имаат проблем како ќе постигнат спогодба. Видете, на крајот на денот може да зборуваме за тоа што се случило во 49-та или во 93-та или пред 50 години, но можеме од друга страна да зборуваме за еднината. А еднината е евроатлантска интеграција. Наместо да лаеме и да плачеме за минатото, ајде тогаш заедно да работиме за еднината. А за да работиме заедно на еднината, потребна ни е спогодба. Потребен ни е компромис. Не е важно што е свето, што е вакво, што е такво. Имате многу страст да не постигнете договор и тоа не е добро. Ви благодарам. Морам да кажам дека не се согласувам со вашата евалуација на нашиот премиер Груевски. Ако ме прашате мене, јас мислам дека многу who knows that there is a free will and that he has the right дека тоа е човек кој што знае дека постои слободна волја и слободен свет и кој не се плаши да погледне во минатото преку неговите археолошки искупини. Зошто вие сметате дека ние не треба да поставиме статуа на Александар Македонски, кој што ние го сметаме дека тоа бил наш крал, или статуа на Македонски, или пак да ги приемеме. Вие веќе тоа сте го направиле, да подсетам 1998 година терминот Македонија беше табу, беше забранет. Не постоеше ништо Македонија, не постоеше името Македонија, не постоje етнички македонци, а сега видите дека одеднаш постојат. Значи, вие го сменивте името на аеродромот во Солун, вие подигнате статуи од Македонски, вие не слушалевте кога Бугарија во Пловдив ја постави статуата на Филип Македонски, но од дел денес станувате параноични, а ние, македонците, наоѓаме артефакти кои што директно не поврзуваат со нашето минато. Дозволете ми да ви кажам, професор Сампарис, зашто вие или некој кој што доаѓа од да се нарече, може смее да се нарекува повеќе македонец, или ја што смее да се наречам македонец.
site was Zašto? found in Heraklia. Why should we not celebrate Zašto that and share it, не by the way, with смееме you as a common да cultural heritage? да го прославуваме ова наше заедничко културно наследство и да го делиме со вас? Well, that's Ова not вашата necessary. евалуација дека Груевски не е екстремен, тоа е ваша евалуација. Не се согласам во однос на национализмот, меѓутоа дозволете ми да кажам дека I've done enough interviews with people in Brussels and in DC. навистина сум разговарал многу со луѓе од Брисел и од Вашингтон и ниту еден од нив Considered all these renaming, all this не смета campaign дека as positive, сето ова as conducive преименување to the resolution. Well, that's е not true. позитивно. That's not true at all. think that a Тоа не е pattern точно. emerges here. Look at the textbooks. The textbooks in your Погледнете today ги are учебниците. radically different than what people were taught during the days of Yugoslavia. No, because they lived under a communist oppression, of course. They were not allowed to express their national учебниците во feelings. Југославија. Да, бидејќи тога живеела под комунизмот и не смеа да ги изразат своите национални чувства. Renaming of airports, renaming of highways. Преименување на автопати и аеродроми. Rhetoric. I mean, look at. I actually have collections. It's not rhetoric, Professor Tsamparas, it's history. Тоа е историја. If you give me permission, It's not history. It's actually a very nationalist attempt Тоа е навистина многу националистички to обид create an identity centered да around the се cult of креира. Alexander the Great. Well, do you call me a nationalist based on Дали what мене you've ме been doing for the нарекувате last few minutes? националист? Am I a nationalist to you? Дали сум националист за You don't вас? know. Well, Не I'll tell you знаете. one thing. Ќе ви кажам According to нешто. the dictionaries, Campus academic. a nationalist, of course I am. Се разбира дека сум академик, но националист Who по relishes his речникот past, who is not afraid to има say следната who he is дефиниција, and тоа what некој he што се is. сака Why своја should држава, I кој што не accept се you? плаши Who да are каже you, кој е Professor што. Tabaras, as Greek to Тогаш tell me what I am and who I Јас треба am? да прифатам, односно кој Who сте are you? Who is вие, anybody? господине And by the Цанкарас, way, Грк, да ми those кажете кој people сум when you јас. mentioned the Кој United сме States, мене and да I ми го did that longer кажете? than you, even before you were born. Name me one name of anyone Кажете ми едно who име has на некој told you what you have just told me. кој што You know, ви there го is кажал тоа што apples вие мене ми in го the United кажете. States. There are so many Greek names of Знаете ли cities колку in грчки Greek history. имиња Why are you not complaining има of на that? градови во can I be so Америка? kind because I moderate of this conference, Professor? Мовам, јас сум Please, I'd like to модератор add на оваа something. конференција, Because професор би сакал this is да the first додам time нешто, the ова е conference прв which I пат да organize, одржиме and оваква I'm sure that конференција. you can И support сум my request to сигурен organize the same conference in the дека Greece. поддржувате, Also because several вие times I поддржувале invite идејата you да одржиме and your на professors конференција to во team Грција, to join бидејќи our show сум for поканал our многу very професори privileged да challenge because you are our учествуваат guest. во By the way, ова you say for емисија. the Mr. Gruevski, Но реков за actual prime господин minister, that Груевски he's nationalist. дека тој е националист. Professor Nestor Oginov say it is not Nestor normal or not Oginar correct if somebody defends рече дека the тоа не е motherland, тоа, etc. дека By the way, бидејќи да what само do си you ја mean? браните Mr. тковината, меѓутоа што мислите? is not nationalist or Дека a good partner for you? господинот Црвенковски не е националист и е добар партнер за вас? Please, directly question, because if you Ова е cooperate, директно if you прашање. cooperate to politicians or political staff, because I like to transmit, Professor, trust me, I respect you so much. Because you are Прво, very верувате ми, многу ве honest and почитувам, generous to бидејќи join сте anytime when многу I request you. Tell me, искрен. and Mr. Cervenkovski is good partner Затоа for the директно Greece прашање, дали to solve господин this Црвенковски би бил or добар is the партнер door за of the Грција да го party реши ова, SDSM is да open донесе more ова than одлука, honorable дали to СДСМ е I потворена ask како you just партија од the person who ВМРО are да spokesman помине? of the nationally, because this program Ве is прашувам for лично, people. бидејќи овој народ, ова емисија се нарекува Отворено со народот. Part of the delight of academic freedom is that people can make academic freedom. They can assess. Академската слобода подразбира дека тие може да еволуираат како што сакаат. So we can agree to disagree. Може да се согласиме, дека не се согласуваме. Whether there's in English there's patriot, there's nationalist, there's Дали на англиски после зборовите патриот, националист или слично, тоа може да ви дозволи различно да ги еволуирате луѓето. Но and I'd say the equivalent of VMRO in Greek politics is the party of Laos. I'm sorry, what did you say? I didn't hear you. Will you please repeat what you have just said? Professor Tsamparas, you are insulting the very sacred words професор of Цампарис PMRO. ги
навредувате please don't do that. As an academic, I don't expect you to do that. You are telling me about the honor when only 3 months ago, да го the правите army of пред Greece 3 месеци. and its national parade Армијата на Грција на својата in the национална middle of парада Athens and in the face of the маршираше international во world, сред shouted Атина, slogans that were not only скандираше слогани nationalistic, кои but се не само fascistic. што беа националистички, туку беа и фашистички. It was mentioned in another show. Ова веќе го споменавме во една мината емисија. Things can be blown out of proportion. Работите може да преземат, да добијат многу поголеми размери од колку што навистина имат. Soldiers Тоа се идиотски војници од Грција кои што направија нешто навистина неприфатливо, одвратно, и тие беа дисциплинирани by the Greek military. од страна на грчката војска. Professor, That was unacceptable. Тоа беше неприфатливо и тие беа дисциплинирани. Extrapolate from that Освен all тоа, sorts of things, or to use this in order to fan nationalism and to create bad neighborly relations, за да создадат trying to лоши exploit this for соседски partisan односи. political purposes, which is what happened, is going too much. Ова е премногу да го користите ова за политички цели. Тие беа дисциплинирани и тоа беше тоа. Ова не треба да дојде во голем размер. This is one of the many examples of President Paris Не, ова е of еден the од expressions of повеќе these, not only повеќето примери but extreme, I would say, fascism, which is unacceptable за in the грчкиот 21st century. национализам, може би е нацизам, дури и фашизам, кој што не е прифатлив за 21 век. Дозволете ми, професор Цампарис, да ли знаете колку македонци дали знаете колку македонци живеат во Грција, дали знаете колку пари, колку евра македонците потрошуваат на моментот во Грција? Ја знаете сликата со горивата во Грција на моментот? The situation of the petrol station in the проблем. Колку многу возила гориво во Македонија? Знаете ли колку многу македонци подадоа рака за соработка со Грција? Професор, уште еднаш ќе кажам ова конференција и ги очекувам вашите заклучоци, ќе ве повикам повторно за неколку минути. International conference about the name. I ask you, do you want to prepare? Once again, Yes. I have to congratulate you because Морам да ви честитам, бидејќи се водени. one of the voices who wants to have dialogue Вие сте единствениот кој што сака диалог, кој што сака луѓето да дебатираат и вие имате голема заслуга како новинар. Ви одавам голема почит. But you know what's worse than disagreeing? Знаете што вреди да не се што е полошо од да не се согласуваме, тоа е луѓето да не зборуваат меѓусебно. Да, сите се согласуваме со ова. Професоре Цампарис, се јавам за неколку минути, да молам подобрете ги вашите заклучоци. Because you are a real person, where can you say there is something which I don't know? What is preparing QC for American administration, of European administration? Normally, што се подготвува во администрацијата на Америка и на Европа и што можеме да очекуваме во ова супер подготвена од меѓународната заедница? Тоа е прашањето до вас. Потоа ќе поканам повторно да разговарате со професорот Нестор Огинев, кој што председавач со оваа конференција, и ве поканувам да бидете вториот председавач со оваа конференција, која што ќе организираме набрзо, можеби се надеваш и тоа да биде организирана во Атина. Гледам дека има голем интерес и голем притисок и од Вашингтон и од Брисел, а тоа е да се реши споразумето. Има голем интерес од меѓународната заедница во едно и притисок да се постигне спогодба. Се надам дека оваа спогодба ќе се случи, меѓутоа не мора да се случи, но сепак постои голем притисок и голем интерес
бидејќи меѓународната заедница смета дека сега постои можноста за спогодба. Сега и уште една конечна забелешка. Кога ќе се спогодиме, ни една страна нема да може да прогласи победа. Не станува за кој ќе победи. Поинтата е да се договориме за нешто и да продолжиме понатаму. Се уште ние можеме да се не согласуваме и да пишуваме на таа тема, но политичарите треба да работат кон еднината и да работат кон Брисел, да не придвижат кон Брисел. Тоа што се случува во последните 18 години, сега имаме можност за прв пат да си ги ракуваме рацете и да продолжиме понатаму. Професоре, ќе поканам за неколку минути да молам подготвите ги вашите заклучоци и се надевам дека ќе додадете уште нешто ексклузивно, дали како што знаете нашите гледачи очекуваат нешто ново. Мојот режисер сега ќе оди со реклами и ќе се вратиме повторно за неколку минути. Останете во живо. Почитувани гледачи, како што рековме дека ова емисија, ова конференција организираме дел на англиски, дел македонски, се надам дека ќе најдам на разбирање. Сепак е возбудливо како и за нас во студиото, така и вам, почитувани гледачи, што за вашите очи и за вашите уши досега го немате видено. Го организиравме се за волјата на вистината, да ја представиме вистината за Македонија, гледано низ окуларот и очите на меѓународната заедница, односно политичките елити. Дозволете ми да продолжиме конференцијата на англиски јазик. It was very big challenge again to ask and to invite предизвик да се покани амбасадорот Робин О'Нил, како наш прв гостин на нашата прва конференција и се надевам дека ќе организираме втората конференција во многу брзо време. Исто така очекувам да имаме уште повеќе гости кои што ќе учествуваат во оваа меѓународна конференција. Првиот наслов на оваа конференција Македонија, нашето име, нашиот идентитет и нашата гордост и достоинство. И денеска, еве, веќе влеговме во нашиот национален празник. Амбасадоре, вие навистина ви благодарам што учествувате и ве поканувам да дадете еден афирмативен заклучок, една порака за оваа конференција и се надевам дека ќе учествувате понатаму во оваа конференција. Ве молам, повелете. Дозволете ми да дадам 3 коментари. Please. My first comment relates to my report in 1992. Првиот коментар е за мојот извештај од 1992 година. Во 1992 година Грција го одби името Република Македонија Скопје. Јас го вклучив тоа име како можност само за меѓународна употреба, бидејќи владата на Македонија во тоа време реши дека треба да се консултира народот на Македонија дали ќе го прифати ова решение. Јас сметам дека тоа беше добро решение. Втората точка е тоа е дека Република Македонија не треба да се согласи да го измени своето име. Македонија веќе има 2 имиња. Не и треба и трето име. Најважната точка во моментот сметам дека првиот приоритет за Македонија треба да биде да се го обезбеди членството во Европската унија и во НАТО. Кога ова ќе се постигне, проблемот со името веќе нема да биде, да има никаква важност. Ова се
трите точки кои што сакам да ги потенцирам на крајот од нашата дискусија. Исто така сакам да ви кажам вама, воедно и на сите луѓе по Македонија, да ви посакам се најубаво за вашиот национален ден утре. Ви благодарам. Ви благодарам што не се приклучивте, професоре, дали имате нешто да додадете? Ви благодарам на вистина, амбасадоре Онил. И јас ќе се придружам на поканата на господин Томич, а тоа е вие да не посетите, да ја посетите Македонија. Сигурен сум дека ќе уживате тука и сакам да ви кажам како крајна порака дека јас и сите ние ќе работиме многу напорно да го зачуваме нашето име и да обезбедиме мир и просперитет со сите наши соседни земји и да придонесеме на Балканот, во Европа и во светот. Ви благодарам. Yes, go on, please. Okay, thank you very much. It was yes. Good luck. Thank you. Добра ноќ, ви It was a благодарам. pleasure for us to join us. Dear viewers, we can go with Драги our гледачи, conference, можеме да and we are продолжиме very со good pleasure. конференцијата. Ambassador, you see Ambassador Uginar, yes. I predict also, I think that A Freudian slip of the tongue. I prefer that we have chance to say that Се надам дека ќе имаме probably шанса да кажеме Macedonia дека deserve Македонија заслужува да ambassador like има you, амбасадор and because како we in вас, Macedonia have very good бидејќи politicians and diplomatic. во Македонија имаме If you give наистина me добри permission, политичари и I like to дипломати. say Alexander Miladinov, who is Би сакал да го also споменам Александар consul Миладинов, of the Estonia, who made very positive кој што навистина diplomacy in Macedonia. успеа да for направи Macedonia. многу позитивна дипломатија Okay, I за think that, Македонија. we can go in the English or to speak in Macedonians Може because, да we продолжиме expect на also the македонски, professor Tsamparas. но However, продолжуваме на you give me англиски, permission бидејќи and го the viewers, we can очекуваме speak and go on in господинот Macedonian languages. професор Before- Цампарес. Меѓутоа, со ваша дозвола ќе продолжиме на македонски. Да речем, првиот дел од нашиот разговор, професоре, беше навистина задоволство, веќе спомнам уштинаш како господин Александар Миладинов, кој верувам дека пораката ќе ја примат и сите други дипломати во државата, кои треба час поскоро да се обединат и да направат еден добар фронт за представување на вистината на Македонија. Еве, ние би сакале да заминеме до Њујорк повторно. Не знам дали го имаме господин Цампарас, но ќе организираме како и да е за секоја минута да го имаме. Еве, дозволете ми да побараме да одиме тогаш во Германија. Во нашите македонци од Германија организираат една протестна нота што треба да ја упатат на германскиот канцелар Ангела Меркел, токму за и околу начинот на нивната агресивна, ако ми дозволите, професоре, новинарска забелешка, нивното притискање до зидот, допрење до зидот. За сите нас би рекол да е големо и непријатно изненадување. Со обзир на тоа дека се работи за земја која што навистина е наш деклариран пријател. Поддржувачи кој дефинитивно работи на агендата за Македонија. Еве, на што се должи се тоа? Ги спомна професорот Цампарас, тоа националистички побуди. Дали им одговараат на политичките елити на Запад, да речем, широм отворени порти, сервилност, полтронство, да речем, од страна на некои субјекти, дали се политичари или невладини организации, кои ќе речат дојдете, ние сме тука, или пак тоа е еден трик. Ако ми дозволите, 2005 година политичката елита, која е сега на втората страна од медалјот, што наистина боли, да речем, сите навикнале или сакат на првата страна ти задоволство да се биде на власт. Ќе се согласите со мене? Власта е сласт, да бидам искрен. А од друга ситуација, па зашто не го реши проблемот 2005? Имале по вертикала цела власт, и преседател, и премиер, и председател собрание, и градоначалници. Го има проектот на Метју Нимиц од 8 точки и така. Па вам ви падна во очи и она што го рече во завршната изјава и амбасадорот Ниро, Така. дека Грција го одби неговиот предлог 93 година, Да. Република Македонија Скопје, и според тоа Грција нема повеќе што да прави. И ќе речам, оние што беа предходно пред оваа власт, има можност да сторат нешто,
и на историја. Јас се надам дека оваа власт, господине Томич, Да. ќе направи нешто и ќе донесе крајно решение и дека тоа решение ќе биде едно и единствено, а тоа е дека ние сме Република Македонија, ништо повеќе. Еве, јас би се обидел, бидејќи ова емисија навистина ова наша конференција, даваме, мислам ја организираме еден начин со еден голем патриотизам во секој случај и токму би сакал доколку е во можност нашата режија да воспостави линк со еден почитуван наш голем исто така поддржувач на македонската кауза, господин Славко Манговски, кој треба да го имаме во програмата, кој исто така еден координатор за заштита на човековите права, кој е дел од диаспората, како и почитуван од Богоевски, кој го очекуваме секоја минута да ни се јави доколку е во можност, да видиме што мислат нашата диаспора. Со оглед дека, да бидам искрен, диаспората останува основниот наш кикбоксер, да ми дозволите се вака, тој жаргонче се изразам, кој навистина ќе смогне сили да се спротистави на лошата агенда што некој ја прави кон Македонија. А многу е речено за таа наша диаспора и јас сакам само да додадам дека македонската диаспора е можеби нашето најголемо и вистински последно национално богатство. Така. И дека таа диаспора треба да биде исползувана до крајен потенцијал, затоа што се уште навистина таа диаспора не е сплотена во оваа држава. Јас не можам да говорам во името на таа диаспора, меѓутоа знам, живеејќи како човек надвор, дека се уште тој потенцијал, господине Томич, не е исползуван и во политиката, и во дипломатијата, а посебно во стопанството. Зошто тоа јас се прави меѓу диаспората или она познатата Девиде Тимпера? Дали сме навистина, ја не го прифаќам таа позната, да речам, синдром на уништување. Воопшто не го прифаќам. Македонецот е сплотен од кога и да е. Македонецот има максимална поддршка. Би замолил тука уште еднашка да ние разговараме и би го побарал господинот Цампарас со своите забелешки, односно заклучоци од нашата прва конференција. Слушавме дека се очекува некоја бура во ноември. Слушаме бури од подамна. Господине Томич, ние сме научиле на тие бури. Ништо нема да се случи во ноември. Тоа се само, да речам, пропагандни игри на една долгорочна стратегија на психолошка војна, што Грција и незините поддржуватели во меѓународната заедница ја водат против нас македонците, во Македонија и надвор од неа. И мислам дека на такви закани и предвидувања не треба апсолутно да им се обрнува никакво внимание. Јас реков, ќе речам, уште еднашка, ние сме биле и пак ќе бидеме. Нема датуми на кои што ние мораме да одговориме, за нас прашањето со Грција е решено. Ние сме Македонија, постои македонски јазик, постои македонска култура, постои македонска црква. Така, јас режијата уште еднашка би ја замолил, ако може само накратко неколку реклами, доколку го добиеме господинот Цампарас, а тоа со тоа ќе го заокружиме нашето вечерашно издание, нашата прва телевизиска меѓународна конференција. Режија, одиме со рекламите. Почитувани гледачи, како што реков, го имаме повторно професорот Аристотелис Цампарис, професор на Атинскиот универзитет Пиреа, кој се наоѓа во Нью Йорк и директно во живо во Гласот на народот на независната телевизија во Охрид. Професор Цампарис, thank you for the end of our conference. Ви благодарам што учествувате на крајот на нашата конференција. Навистина е привилегија што добивме и заклучок од нашиот прв гостин, амбасадорот Робин Онил. И ја молам сега и вас исто така да ги изнесете вашите заклучоци на крајот од оваа конференција. Do you hear me? Дали ме слушате? Do you want me to make a concluding statement? Yes, please. Те молам, повелете. I have to say that when you have two countries Да кажем with дека имате excellent две economic земји relations that со are одлични actually expanding, економски when врски, you have two countries that кога имате две actually, држави are destined кои on geography to live together next to each other. географски живеат едни до други, Clearly
have a future тогаш together ти е in the European Union јасно and дека и NATO. тие имаат заедничка иднина во Европа, во Европската унија и во НАТО. Сата мора да кажеме неколку работи во врска со Try тоа. to have a little bit of more Прво. low-key approach to the dispute. Пробате да имате еден така по Try and find a solution. не толку Try агресивен and пристап find кон a settlement. спорот. 3. Второ, пробате да најдете решение за спорот. There are no winners or И трето, losers. дека доколку се постигне компромис, нема да има победници или они кои загубиле, нема да поступувале, туку тоа ќе биде компромис за кој што се спогодиле. Јас ќе кажам дека наредните неколку месеци ќе може да се постигне решение и целта не треба да биде Целта треба да биде како да успееме да се спогодиме за да можеме да се придвижиме напред. По 18 години од спор постојат многу работи за кои што може да не се согласуваме, но и во двете држави може да постои силна страст по некои прашања, но ајде малку тоа да го намалиме, да не бидеме толку мелодраматични, ако се обидеме да го решиме овој проблем и да се придвижиме заедно нанапред како два народи кои што имаат судбина да живеат еден покрај друг, и чија што заедничка иднина се Европската унија и НАТО. Затоа ве повикувам да се обидеме да не ги потенцираме несогласувањата, туку односно да не бидеме негативни, бидејќи тоа е лесно, туку да се потрудиме да постигнеме договор. Мислам дека со две многу моќни влади во двете држави можно да се не само што е можно, туку и се посакува да се постигне договор по 18 годишниот спор. Со тоа ние ќе се движиме напред. Тоа е позитивна работа. Иако постојат несогласувања, ние ќе се движиме понапред. Ви благодарам што го организиравте ова, што ме поканевте да учествувам во вашето шоу. Мислам дека ова навистина позитивна вежба на диалог, кој што ќе помогне да се подобрат односите помеѓу двете земји. Ви благодарам, професоре. Последниот збор му го давам на председавачот на првата меѓународна конференција на телевизија. Ви благодарам за вашето учество и дозволете ми да дадам една заклучна изјава. Символот за прозорецот, за кој што веќе разговаравме вечерва, кога јас гледам низ тој прозорец, гледам визија во која Македонија и Грција живеат заедно како две суверени демократски држави кои што уживаат во економска, културна и политичка размена. Исто така гледам и Јужен Сосед, гледам Грција, која го признава етничкото малцинство на македонците и им дозволува да го користат својот македонски мајчин јазик. И како што кажавте, бидејќи ние сме наша судбина, е да го делиме овој Балкански полуостров веќе со генерација. Многу ви благодарам, професоре, и беше навистина голямо задоволство и предизвик за мене, бидејќи со вашето учество во оваа телевизиска дебата, нашата програма стана ексклузивна. Би сакал да ве повикам на наредната конференција заедно со професор Кофос. Уште еднаш мои комплименти до вас. Тоа беше професорот Аристотел Црпанис, почитувани гледачи, професоре. Че дозволите да заокружиме вечерашното издание и првата наша телевизиска меѓународна конференција, која еве како медиум си земавме за право и за наша, речем, за сходност да само иницијативно го доближиме политичкиот и интелектуалниот потенцијал на едно место и секако народот да го слушне она што мислат најважните фактори. Верувам дека
ова нема да биде останато само на ова рамниште, треба да се продолжи што повеќе, отворено да се збори со народот и да им се објасни на народот, а на политичарите да им спомнеме дека никој нема легитимитет, ниту една влада, како што таа влада од 2005 не го стори тоа, да го смени името, верам и ова влада, и се надам дека двете земји, како што е Грција и Македонија, треба и натаму да ги градат своите добрососедски односи, што Грција и Македонија тоа го прави. Ќе ми дозволите за право што и професорот Цампарас му го спомнавме, голем број наши македонци се минуваат во Беломорска Македонија и уживаат на убавата клима. Секако еве, и грчки туристи ја го преплавија европскиот Ерусалим и верам дека само со добрососедските односи се оди напред. А дали ќе не наречат фашисти или националисти дека се браниме земјата, воопшто не треба да се грижиме за тоа. Чести задоволство е кога застануваме на браните на сопствената земја. Еве, за на крај кратко, ви благодарам за можноста да ги кажам јас и моите лични ставови, за кои што чинам дека ги делам со 99, ако не 100% од македонците и во Република Македонија и надвор од неа, и да ви речам дека се надевам дека овие пораки што произлегуваат од овој форум, и не само од овој, од многу, допираат до македонската јавност, до македонската свест, да се анимира и да учествува повеќе во правата што ги нуди една вистинска демократија. Бидејќи како македонци, живејќи во оваа држава, ние имаме можност да ги држиме нашите луѓе кои што ги бираме на власт да бидат одговорни за она што го прават. Затоа што ние сме ги избрали да ни служат нам, а не да служат на нивните партиски или лични интереси. Уште еднашка, честит Илинден, драги македонци, за многу години и за веки и веков. Пријатно. Благодарам уште еднашка за многу години Илинден, почитувани, ми благодарам за вниманието. Ево оваа конференција траеше повеќе од вообичаеното, од предвиденото. Се надевам дека ги задоволи вашите апетити, вашите барања. Знам дека не ви имаше во голем број и благодарам на сите гледачи кои ја следаат оваа програма, а ја следаат преку повеќе телевизиски станици. Реков 4 радиостаници во Австралија. И благодарам на телевизија Сонце, која исто така ја превзема и ја пренесува оваа емисија, како и независната телевизија Охрид, која е домаќин на овој интерактивен телевизиски форум. Благодарам на Нина Шутарева и Летра, професионалната агенција за преводи. Благодарам на АТГ Скопје, на Албатрос Тип, на Оптика центар Охрид и сите тие кои ја поддржуваат оваа емисија за многу години. Пријатна вечер.